Астролозите тврдат дека астрологијата е наука што може да ја претскажува иднината и дека добрата и совршена Божја волја може да се дознае од нив. Современата академска наука не ја смета астрологијата за наука, но сепак астролозите претендираат на научен карактер на своите претскажувања. Терминот астрологија се појавил во средните векови. Во древноста астролози се нарекувале маговите, а астрологијата била елемент на магиските вештини. На прашањето се исполнуваат ли претскажувањата на астролозите, ние ќе одговориме потврдно. Да, делумно се остваруваат. Така, евангелските маги, според звездите, определиле дека се родил царот јудејски, но кога стигнале во Ерусалим, морале да се обратат кај книжниците и фарисеите, за да дознаат точно во кој град тој се родил. Каде се роди царот јудејски? Зашто ние ја видовме неговата звезда на исток и дојдовме да му се поклониме. Така, евангелскиот расказ за поклонувањето на магите сведочи за ограничените можности на астрологијата. Некои претскажувања се исполнуваат точно, но не сите. Се поставува и друго прашање. Каква е цената на тие претскажувања? Блажени Августин, на оние што сметале дека понекогаш хороскопите нешто претскажувале правилно, им одговарал. Бидејќи тоа служи за заведување на луѓето, тоа се случува преку дејство на паднатите духови, на кои им се дозволува на вистина да знаат нешто од областа на времените предмети. Делумно затоа што тие имаат пофино чувство или пофини тела, благодарение на искуството заради својот долг живот. Затоа, вистинскиот христијанин е должен да се чува како од астролозите, така и од секакви гатачи, особено од оние што на вистина погодуваат, но не за корист, туку за да ја заплеткаат душата со помош на демоните. Светото писмо не предупредува. Каква полза има човекот ако и целиот свет го добие, а својата душа ја повреди? Или каков откуп ќе даде човекот за својата душа? Еден од столбовите на црквата, Свети Василиј Велики, решително настапувал против астрологијата. Тој вели: а во минутата на раѓање, како што велат тие, многу голема сила има да се биде под благотворна или под злотворна звезда. Но во овие зборови секако има многу неразумност, а најмногу нечестие. Зашто злотворните звезди причината за својата злотворност ја пренесуваат на својот творец. Ако злото им е во природата, тогаш творецот е творец на злото. А ако тие действуваат зло според своја волја, тогаш, како прво, тие се живи суштества надарени со слободна волја и намера. А ова да се тврди за недушевни нешта е врв на безумието. Очигледна е нелогиката. Злото и доброто да се доделуваат некому не според достоинството и заслугата, туку некоја звезда да биде благотворна затоа што се наоѓа во некоја положба. И таа да биде злотворна затоа што се наоѓа под некоја друга звезда и повторно да го остави своето лошо дејство ако се отклони од некоја фигура.